Добар ви ден, драги наши гледачи! Голем поздрав ви испраќам од комплексот Златно буре Кучково, поточно од етно ресторанот Златно буре Кучково, во непосредна близина на нашиот главен град Скопје, место каде што можете сите да уживате во убавините што ќе ви ги овозможи, но исто така да се насладите на вкусните традиционални специјалитети. За денешниот рецепт на денот вас ќе ви подготвам едни панцеротки печени со мелено месо. Брзи, лесни, нема месење, нема што би се рекло њаважа во кујната, нема такво нешто. Туку на вистина се сладки, вкусни, меки како душичка и едноставно ќе ги сакате и ќе уживате во тој вкус. За да ги направите овие панцероти печени со мелено месо, вас ќе ви бидат потребни 6 полни лажици со врв брашно, 2 децилитри јогурт или 200 милилитри јогурт, 70 милилитри масло за јадење, 60 грама рендан кашкавал во тестото, половина кафено лажиче сода бикарбона и 1 кафено лажиче прашок за печиво, 2 јајца и ќе ви треба за меленото месо 100 грама, само 100 грама мелено месо. Нели го има, го нема, вкусот ќе го добиеме. 100 грама мешано мелено месо, ќе треба половина главица ситно сечкан кромит, 2 до 3 супени лажици доматно пире или пире од патлиџан и зачини ќе требаат сол, бибер, малку црвен пипер, мешан сув зеленчук и триена сол во меленото месо. Да преминеме на работа и, треба уште 3-4 супени лажици масло, каде што ќе го испржиме меленото месо. Започнуваме прво со филот. Така. И сега го ставам меленото месо да се пржи. Заедно со кромидот, со се комплет. И едно плехче, да не заборавам, па може да биде број 30 и ставено хартија за печење. И ставам кромит. Значи половина кромит. Така. И сега убаво да се испржи. Да омекне месото, да се испржи убаво, кромидот да омекне, да се стопи едноставно со меленото месо. Сега тоа додека си се пржи, јас ќе ги додадам сите зачини во него. И откако ќе го направите филот, ќе го оставите едно 15 минути да се излади. Не се става врел фил во тестото. Прво ќе ставам малку сол. Ќе ставам малку бибер. А инаку, заборавив да ви кажам дека и во тестото се става во потребните состојки половина кафено лажиче сол. Ставам малку триена сол, исто така половина кафено лажиче, половина кафено лажиче мешан сув зеленчук и на крај ќе додадам малку црвен пипер и доматното пире.
и убаво се промешувам. Го оставам да се пржи. Еве сега е веќе испржено меленото месо. Ќе му додадам малку црвен пипер и ќе го додадам доматното пире, така, и веќе го тргам настрана, неколку минути да се пропржи со доматното пире, го тргам настрана и го оставам да се излади. Останете со вкусот на традицијата, во меѓувреме ќе почнеме со подготовка на тестото. Да започнеме со тестото. 2 јајца, ги матиме со вилушка. Малку сол, половина кафено лажиче, сол во тестото. Така. И ги матиме со една вилушка. Колку да се спојат белката и жолчката. Ова тесто ќе биде поретко, да знаете. Сега ставам јогуртот. Добро. Го ставам маслото. Ставам сода бикарбона. Така. Ставам пecivo. Го ставам кашкавалот, ренданиот кашкавал. И сега ќе го додадам брашното. Прво 3 лажици ќе додадам. И почнувам да мешам. Да нема грудчиња од брашното. Со опачината на лажицата, полека. Пред да го додадам остатокот од брашното, ќе го ставам меленото месо внатре. Ова можете и да го печете и како погача, дури и да знаете. Слободно и како погача. Така. Го ставам сега меленото месо внатре. Значи, колку може патлиџанот, доматното пюре, малку што ставивме, како го промени вкусот на меленото месо, тоа е чудо. Така. Ќе
продолжам сега со оваа лажица. Така. Меѓутоа, вкусот и тестото, конзистенцијата на тестото, комплетно е, значи, како пирошка. Така, сега го додавам и другото брашно. Ке видиме, нели има разлика, некои јајца се поголеми, некои се помали, некој јогурт е поредок, бара повеќе брашно, некој погуст. Затоа секогаш имајте на страна, ако треба 6 полни со врв лажици брашно, додадете, значи, уште брашно. И потоа можете да си извадите и правоаголни лентички кога ќе ја сечете, ако се пече како погача. Ако се печат како пирошки, како ќофтенца со лажица треба да се вадат, тогаш мора да се достави уште малку брашно. Еве, и треба уште малку брашно да додадеме. Така. И мислам дека ќе биде сосем доволно. Ово ќе го промешам. Всушност штанглици ќе вадите. Од тепсијата штанглици. Ова има да биде нешто прекрасно. Прекрасно. Сега нашите пирошки ќе ги ставиме во ова плехче, тоест тесто пирошка, нели? Со малку масло. Ќе намастам масло. Ете така. Убаво подеднакво ќе го разнесам маслото и од страните да не се залепи. И го ставам тестото во тепсијата. Редната треба да ви биде на 200 степени Целзиусови. Значи, што е всушност добро да знаете, значи, ова можете и да го пржите, можете да го печете. Значи, едноставно, со овој рецепт можете да си играте. Како сакате. Мене ми е најубаво кога јас го печам. Затоа што нема да се користи многу масло, нема да пие масло. Вкусот е прекрасен, ќе видите. Значи, излегува како сунгерче. Ете такво е тестото. И се вадат штанглици, приближен изглед, нели, како на пирошка. Ете така. Само да пробам да видам за сол. Вака, добро сум го насолила, не е пресолено, се разбира. И го ставам да се пече, а потоа ви останете со вкусот на традицијата да видите со што ќе го сервираме. Драги мои, значи замириса тука цело златно буре. И ова се нашите пирошки кои што ги добивме со сечење на погачата. Уште еднаш да ви потенцирам дека истото тесто
Истиот рецепт. Можете да ставите, значи, 1 литар масло со лажица да брцате и да пржите. А изборот е ваш. Дали сакате вака да нема масло или сакате така, поличен избор. Јас одлучив да ги печам. Да го исечам тестото и да добијам тоа што ми е потребно. Сега да пробам. А што сакате? Леле, гледајте. Душа. Дефинитивно најдобро тесто. Леле, колку е добро. Значи, може со сиренза. Можете со салатка, со пиперка лута, може со јогурт, со кисело млекце. Леле, ова е многу добро. Значи, премногу добро. Размислував дека токму на основата на ова тесто може и наместо мелено месо да ставите шунка, ситно сечкана сланинка, да ја пропржите, може сиренце, ама тестото, мераци, значи мераци. Како сунгерче е тестото. Драги мои, да ве поздравам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Кога еднаш на грб ке се нарамиш со водата што ти ке ја наполниш стомната, ке знаеш да ја цениш секоја капка вода што си ја носел на грбот. Многу добро знаете што сакам да кажам со тоа. Останете ми здрави и живи. Се гледаме, а направете го ова. Ова е мера.